Успешно организиран меѓународниот турнир во тенис Евротенис 2015. Пред многобројната публика, младите надпреварувачи ги одмерија своите сили во машка и женска категорија и поединечно и во пар. Заинтересираноста да се биде дел од овој турнир беше голема, а доказ е бројката на надпреварувачите кои дојдоа од различни земји. И тоа Албанија, Германија, Швајцарија, Словенија, Русија, Црнагора, Англија, Турција, Грција и Бугарија. Ова е првпат општина Карпош да биде домаќин на еден ваков спортски настан. Организатор на Евротенис 2015 е Академијата за тенис Крстевски. Заинтересираноста беше голема, освен играчите имаше тука и публика голема, имаше посетеност околу 1600 посетители за оваа недела дена, иако временските непогоди во некои денови не ни дозволуваше да го одржуваме турнирот, но ние без проблеми го одржавме во најдобар ред. Како што кажавме, ова е првпат во општина Карпош да се организира ваков турнир. Дали можеби тоа ќе прерасне во традиција и понатака ќе се организира тука или ќе се менуваат општините? Па ние би сакале како клуб, да продолжиме да го направиме традиционален турнирот, би дале се од себе, со тоа што општина Карпош би прираснала исто како поддржувач на тенисот во целава приказна, со тоа што самиот турнир ќе гледаме секоја година да носиме што поголем број на преварувачи. Од кога постои Академија Крстевски и колку моментално броите членови? АТК или Академија тенис Крстевски постои веќе 7-8 години, значи од 2009 година точно, со тоа што моментално имаме околу 150 деца во школата и ова е дополнителен подстрек за децата кои што дојдоа да го гледаат финалето конкретно сега, за утре да им биде тоа мотив за да тренираат што повеќе и да постигнат резултати како на републичко ниво, така и на ниво на општина. Како благодарност за поддршката на овој турнир, градоначалникот Јакимовски доби плакета од организаторот на Евротенис 2015. Прв меѓународен турнир кој што се организира во општина Карпош. Може ли да ни кажете дали ова ќе прерасне во традиција понатака да има повеќе вакви тениски турнири? Да, јас ќе му предложам на советот ова на наредната година да се вклучи општина Карпош во организацијата на овој турнир, имајќи предвид дека ова е меѓународен турнир, ќе си дадеме свој придонес уште поголем наредната година да полека прерасне во силен меѓународен турнир кој ќе биде високо рангиран на светските листи. Имаше тениска лига која се организираше со општина Карпош, заинтересираноста беше голема. Па со самиот факт што имаме повеќе спортски тениски терени како што е АБЦ клубот, како што се тениските терени во Ѓорги Димитров, на Зајчеврид, овие тениски терени што ги изгради владата, сето тоа си има свое влијание како и спортскиот центар Борис Трајковски за афирмација на тенисот, што значи дека општина Карпош сака да ги поддржи младите луѓе кои што тренираат. Во крајна линија не мора сите да станат врвни спортисти, но добро е да се бават со спорта, ние тоа го поддржуваме, затоа што во тој дел најмногу се вклучуваат младите од нашата општина. Младите тенисери кои успеа да се закитат и со пехари, задоволни од целата организација, велат дека покрај надпреварувањето имало и многу дружба, како и склопување на нови пријателства. Па се чувствувам доста среќна, сакам да кажам дека овој турнир малку ми даде ветер во грб, ми даде мотивација да пробам да ја вратам формата од минатата година кога ги имав најголемите резултати и ми даде уште поголема мотивација, ми даде на знаење дека можам и да продолжам да тренирам и да играм турнири. Поради големата заинтересираност, овој турнир би можел да прерасне и во традиција. Тоа беше се што ви подготвивме во ова издание на Карпош Визија.